Жртвите на семејното насилство се почесто и во порана фаза на проблемот се охрабруваат да го пријават случајот. За разлика од минатата година, бројот на поплаки нараснал, а бројот на прекршоци се намалил за близу 20%. Споредено со минатите години, пријавените случаи не се со таква тежина како што биле во минатото, односно се потврдува фактот дека кампањата за подигање на јавната свест охрабри многу жртви да ги пријават проблемите и да побараат помош од целата општествена заедница. Односно, ако во минатото само оние случаи каде што имаше тешки телесни повреди, сериозни последици беа пријавувани, денес ние имаме и случаи каде што има само поплака и каде што институциите може да се вклучат во решавање на проблемот во една порана фаза, што само по себе значи и поголем успех и за гарантиран повисок степен на повторно интегрирање на жртвата во општеството и продолжување со нормален живот. Најчести жртви на семејното насилство се жените и децата, а процентот со кој мажите учествуваат е значително помал. Според податоците со кои располага Министерството за труд и социјална политика, во текот на годинава се регистрирани 511 нови случаи на семејно насилство, во кои 402 жртви се жени, 61 маж и 48 деца. Семејното насилство е еден од најсериозните проблеми на денешницата и затоа кон неговото решавање пристапуваме енергично, темелно и одлучно. Семејното насилство не смее да биде приватен проблем кој се случува за затворени ѕидови на еден дом. Семејното насилство не познава пол, возраст, религиозна или политичка припадност. Од тука сите ние, владините институции, невладините организации и граѓаните, локалната самоуправа со заедничка акција можеме и мораме да допринесеме до прифатливи стандарди на однесување и високо ниво на комуникација помеѓу мажите и жените, да покажеме нулта толеранција кон насилството. И постојаниот координатор на Обединетите нации во Македонија, Диадра Бојт, смета дека во земјава е направен голем напредок на полето на развивање на свеста за проблемот со семејното насилство, превенцијата и помошта на жртвите. Заменик амбасадорот на Кралството Холандија, Херт Кампман, смета дека семејното насилство е како заразна болест и доколку не му се спротиставиме, лесно се пренесува од едно на друго лице и од една на друга генерација. Во изминативе 2 години со цел подигање на јавната свест за семејното насилство беа реализирани кампањите "Вистинскиот маж никогаш не удира жена" и "Јас имам храброст и сила да му кажам не на насилството, можеш и ти". Првата беше насочена кон подигање на свеста кај машкиот дел од популацијата и истата беше масовно прифатена и поддржана од јавноста и медиумите. Идејата на втората кампања беше да ги поддржи и охрабри жените жртви да му кажат не на семејното насилство, а воедно и да ги информира за постоечките услуги што им стојат на располагање. Заедно да излеземе од мракот на насилството е мотото на третата кампања која треба да испрати јасна порака на заедништвото и обединетост до сите социјални структури во општеството, институции, граѓани, организации и компании, дека одговорот за семејното насилство е акција и поддршка од сите. Сите ние имаме моќ да фрлиме светлина врз насилството. Застани и ти против семејното насилство и помогни им на жртвите да излезат од мракот.